Добар ден, почитувани, ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Расте бројот на деца што страдаат од алергија. Млекото, кикириките, јајцата се водечка причина за нутритивни алергии, односно алергии на храна во детска возраст. Постојат нови иновативни пристапи во лекувањето на алергиите на храна. Суштината на оралната имунотерапија е телото постепено да се навикнува на алергенот што создава проблем. Па на каков начин се изведува оваа терапија? Кој тип на испитување е неопходно да се направат и колкава е незината ефикасност? Ја запрашавме професор доктор Мирјана Туркањ, педијатар, субспецијалист по алергологија и клиничка имунологија од Загребската детска болница Сребрењак. А за летните алергии, дали постојат таков тип на алергии и што треба да се преземе доколку се јават, ќе запрашаме професор доктор Татјана Јаќовска, педијатар од Универзитетската клиника за респираторни болести Козле. Следува едно интересно издание, затоа останете на Телма. За летните алергии во детска возраст денеска разговараме со професор доктор Татјана Јаќовска, педијатар од Универзитетската клиника за респираторни болести Козле. Професорке, добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Благодарам на поканата. Професорке, дали постојат летни алергии или пак децата се почесто излезени надвор, бидејќи времето е топло, па почесто и доаѓаат во контакт со алергените во надворешната средина? Па алергии има секогаш. А пролетни алергии, па како немаме некој таков назив, меѓутоа во пролет, посебно од 15 април до 15 јуни, обично имаме полен трева, тогаш тревите цветаат и тогаш има доста голема алергија. Така да во овој период, а поготово што нели сега се убави времињава топли, секако дека излагаат надвор, сите излегуваме надвор и сите сме со носовите, со чешање, со течење, со нели очите чешање, со тој типичен знак нели кој што значи алергија, алергиски ринит, во смисла нели на точно како што е слика во однос на значи на инхалаторните, да кажам, на тревите. Во однос на исхраната, сега се појавуваат нели овие бобичасти овошја како што се јагоди, налими, да, и сите тие, кои што нели од времето се сметале дека се така со доста алергени. И каде се наоѓа алергенот? Алергенот е практички во бојата. Во бојата има тој еден протеин кој што практички тој прави алергија. И тој сам протеин кој што прави алергија е во црвената боја на тие сите црвени овошки, кои што па се едноставно како вкрстена реакција имаат како вкрстена алергија на бреза. Така да тука имаме така една доста голема појава на алергија. Меѓутоа што значи тоа? Тоа не значи дека например не сме да јаде. Ние обично кај бебињата препорачуваме внесување постепено на одредени нели овошки, зеленчуци, храни, особено ние кои што знаат се потенцијални алергени, викаме помалека да се внесуваат во мали количини за да организмот се навикнува. Меѓутоа сепак имаме разни типови на алергија. Имаме од ран тип кои што се јавуваат после 2 часа и тие се многу страшни алергии кои што може значи да завршат со анафилактичен шок, со гадење, со повраќање. И имаме одложен тип на алергии, на касни реакции, кои што се после неколку дена и кои што исто се со гадење, со стомачни болки, но не во таков интензитет. Во тој случај тие можат да јадат. Значи постепено, полека ќе се навикнат. Овие кои што реагираат бурно, значи кои што може да имат и гушење, значи поплавување на уста, колапс кардиоваскулаторен, да падне во кома, во несвест, да се реанимира, тоа се веќе оние страшни анафилактични, животно загрозувачки, каде што нели препорачливо е кога веќе знаеме дека сме алергични на таков тип, да се има при себе адреналински инекции кои што за жал во Македонија не се увезени. Тие се нели оние што се како хитни, што сме ги гледале со големите игли, за да се спаси животот дали на дете, дали на возраст. Професорке, оние родители што имаат мало бебе, кое што сега почнува да се навикнува на храна, значи преминува од млечно кон немлечна исхрана. Што советувате? Се оди на летување. Дали таму
може да се воведе нов тип на намирница, на нов тип на продукт? Па видите се индивидуално. Во смисла кажав, значи веќе од 16-та недела треба, значи 4-4,5 месеци, треба веќе да се почне со уведување на нови, да речеме, дали ќе биде овошки, зеленчуци и така натаму. Кога се семејството отиде на одмор, дали да воведуваат и тоа нов тип зависи, на ако продукти? се нели во например еве Охрид, во нашава земја, или Дуеран или така натаму, кај што тука сме близко во наша земја, кај што има лекарска служба и може, тоа им е како втор дом практички. Меѓутоа, ако се надвор од земјата, па може би почекале 10 дена, тоа не е ништо ургентно. Значи, пак е лично одлука на родителот како ќе се справи со сето тоа. Значи, постои ризик, од секогаш постои ризик од реакција на некоја ново воведена храна. И затоа викаме ние не мешавина на храни, него една по една. 1-2 дена една истата, па после друга храна да знаеме како ќе изреагира доенчето, пошто зборуваме нели за доенче. Така да јас лично не би правила такво нешто во странство. Меѓутоа си има родители, младиве родители се похрабри, па така да може и ќе пробаат. Но треба се свесни дека ризикот постои. Да, постои, секогаш постои ризик. Исто така, во овој период и предстојниот, ќе има и ќе има многу инсекти. Тука се комарците, пајаците, пчелите, осите. Што доколку се јави на местото на убод некаква реакција? Видете, секако ќе се јави реакција. И од комарчето се јавува реакција. Они се нежни. Понекогаш децата знаат да утечат. Па да, они имаат и нежна кожичка, и ако имаат некаква склоност кон алергии, која што нели сепак и генетски се пренесува, тие може да имаат и големи реакции, со отоци и така, зависно со и каде ќе се појават, дали на лицето, на меките ткива, па може уште повеќе да утече или ќе биде рачен ноже. Така да тука веќе нели ладни облози, како сите ние, ако веќе претерува, после имаме тие креми, нели, фенистил или како ќе бидат синопенови, што се, нели, креми кои што се против алергија да ги крстиме и секако антихистамини, како веќе стварно веќе почне тоа да го чеша, да не биде значи ќе помогне сирупчето за алергија? Па ќе помогне, да, тоа се антихистаминици. Тие сирупчиња се антихистаминици кои што практички делуваат против самите тие каснувања, самата алергија, ослободување на хистаминики. Затоа овие сите се препарати антихистаминици, значи делуваат да се смири таа реакција значи хистаминската реакција, односно тоа чешањето, тоа црвенилото да се намали. Така да се зависи ако тоа е, например, ако е стршлен, ако е пчела, тоа се изузетно јаки алергени. Може од пчелата, зависи кај ќе го боцне. Ако е во јазик, треба хитно да се оди на служба, оти ќе отече, може да се угуши детето. Или возрастниот, независно. Пчелата и стршлен тие оставаат и боцките внатре, значи останува така да тоа е уште поголема реакција и тие се оној брз тип на реакција каде што може анафилактичен шок да настане. Со повраќање, со проливи, со губење на свест и тоа е така доста интензивна, така да зависи што ќе касне. Дали пајаче и комарче или ќе биде пчела и стршлен. Така. Да. Во топлите летни денови, па и пролетните се исто така топли, почнуваат децата да пијат понекогаш и нездрави сокови, вештачки сокови, да јадат сладоледи, поинтензивно да користат некакви грицки во кои што има и адитиви и конзерванси. Дали адитивите и конзервансите може да направат проблем? Па може да прават проблем кај сите што имаат некаква склоност кон алергии, може да направат, затоа што не знаеме во смокито има кикирики. Во зависност од кој, нели во нешто исто имаме овие што се грицкива, имаат исто кикирики, таа е доста алергена, потенцијално алергена. Така да може и да има тие конзерванси кои што ние не можеме да ги испитаме. Ние кога правиме алерголошки испитувања, конзервансите не можеме да ги испитаме. Меѓутоа самото ќе се покаже самата реакција на детенцето. Значи, никош можеме да мислиме дека се работи за алергија на одреден продукт, а всушност позадината да е друга, да биде конзервансот или пак адитивот? Или адитивите, да. Адитивите исто така не имате можност да ги испитате? Немаме можност. Барем со алерголошките што се тука во Македонија немаме можност. Тука имаме можност, значи, чисто на самата субстанца на продуктот што е. Меѓутоа на адитиви, на конзерванси немаме можност. Децата подолго време престојуваат на сонце. Тука е и алергијата на сонце. Како таа изгледа?
Значи, видете, алергија на сонце постои. Особено па и кај нас и кај маливе деца, пошто не се понежнички. Тоа е фотодерматоза, кој што, значи, они реагираат, може да реагираат на различен начин. Има неколку типа на алергија, меѓутоа сепак оди со црвенило, со чешање, може нели кожичето да му се зацрвени, да изгори, да го чеша, да го пече, така да потребно е нели секако некако и да се заштитат со тие заштитни средства. Сега и заштитните средства може да имаат конзерванси, адитиви и така натаму. И тие да создадат, па може и комбинирана да биде алергијата и на тоа и на тоа. Така да затоа треба да се одбираат овие фирми што прават бебешка козметика. Сите многу внимаваат во смисла, значи, да бидат тие чисти, без парабен, без тие нели некои адитиви кои што се за да не направат алергија кај малото дете, да го заштитат едноставно од сонцевите зраци. И потребно е да не се изнесуваат по особено малите доинчињата никако во тој период што е нели од 10 до 4, оној што е јакото сонце кога е. За жал, кога одиме на море, ние ги гледаме во колички изнесени бебињата, тие се покриени на вистина, меѓутоа тоа е топло, тие сончеви зраци сите знаеме и преку чадори, преку нели и шапки ако носиме, нели сепак тие пробиваат, тие секаде влегуваат тие ултравиолетови зраци. Не можеме ние да се заштитиме, можеби не е директно, меѓутоа за малите деца на таа тенка кожичка многу брзо реагираат. Значи, така да е особена убаво внимателност и да во треба критичниот период од денот да не бидат дока, значи, изнесени. наутро и попладне слободно може да се изнесуваат. Меѓутоа во тој кога се јаките сончеви зраце, и за нас не е препорачливо, ама сите ние сакаме нели да бидеме на топло. Да. Правиме отстапки, иако еве, Да. уште еден апел да бидеме малку подговорни, паметно да го користиме сонцето. Дали може да се јави алергиска реакција од хлорот во базените, бидејќи децата кога одат на одмор многу сакаат да влегуваат во базени? Па видете, хлорот прво зависи од која концентрација ќе биде. Нели, ако е многу минимална, може кожата и нема толку да биде оштетена, меѓутоа очињата. Значи очињата страдаат, ги печат, носот почнува да тече. Значи кожната реакција може нема да биде манифестна, меѓутоа ако па уште повеќе, ако е поголема хлорот нели некогаш дури го дишеме хлорот, може да направи обструкција. Така да внимателно и со базените, нели. Меѓутоа овие што се отворените базени, мислам дека немаат толку хлор и пак е надворешна средина и тоа исчезнува тој мирисот, така да едноставно само очите нели ставаат, па родителиве, мајкиве ставаат на очарчиња, така да во принцип не би требало да има некој проблем. Така попаметно да се влезе во морска вода, Па во секој случај? се попаметно, се така полека, со трпение. Иначе нели убаво е сонцето и за витамин Д, и за раст и развој, сонцето значи живот. Така. Да, и сме расположени, не паѓаме во депресии. Во морската вода исто така има некои организми кои што можат да предизвикат алергиска реакција. Тука е медузата. Понекогаш може децата да допрат медуза па да се јават пликови, па и одредени морски треви исто така создаваат реакции. Што советувате во тие моменти? Па ништо, медузата кога ќе не допре, тоа е изгореница практички, мора хитно, нели, тогаш се излегува и пече и боли, се мачкаат нели со овие антихистамински препарати, ако треба нели ќе се напиеме нешто, па нели одиме и на лекар, ако треба и кортико ќе се боцнат, сето тоа да се намали. Тревите знаат да прават околу нозете како црвени точки што чешаат, што болат. Така да има доста. Меѓутоа средствата се тие: антихистамински сирупчиња или таблети, масти антихистамински, во зависност кај сме што можеме да набавиме, и секако нели урбазонот тако е веќе нешто многу нели манифестно, и ако не може да се издржи, нели ако има болка, ако има чешање, ако има проширување на самата реакција, мора нешто ургентно да се даде, и адреналин можеби и така натаму. Професорке, што советувате да понесеме во патувачката аптека? Антихистаминик? Обавезно. Обавезно. Сирупче за алергија, крем за алергија? Да, крем, значи овие што се за децата, за нас, некоја убава колекција која што ќе не заштити од сончевите зраци, али не превише, нели, затоа што сепак треба да дозволиме, нели, да не допред сонцето. Антихистаминици, дали таблети, дали сирупче, некои од мастите, од кремите,
и некоја лесна комотна облека, нели така широчка, со капчиња, да биде заштитено, да телото едноставно ветре да не биде стегнато, да дише и да не поклопуваат превише, да не напаѓаат сончеви ветраци, него да ги искористиме паметно како во корисна сврха, да не ни бидат токсични. Неодамна заврши вториот симпозиум за алергиските болести кај децата, на кој што имаше многу предавачи, меѓу нив беше и професор доктор Мирјана Туркалј, педијатар, субспецијалист алерголог и клинички имунолог од Загребската детска болница Сребрењак. Да, таму се представи, односно зборуваше за одредени тестови за алергија преку крвта, што се Значи професорката, беше гостинка и на минатиот симпозиум, кој што беше као хронична кашлица, кој што исто се предизвикува нели кашлицата и од самите алергии. Сега кажуваше какви тестови се работат во нивниот центар, кој што е еден најголем европски центар финансиран од Европа, каде што прават современи испитувања, имаат огромен проект и многу, може и преку крвта и преку кожата, многу испитувања се прават во смисла токму тоа, може би адитиви, конзерванси, разни други субстанции кои што предизвикуваат алергија. Понатаму таа исто така спроведува имунотерапија, како за храна, така за полен трева, и се боцкаат со имунотерапија за алергија на пчели, кои што се може да бидат смртоносни, тие убоди за некого, кој што кажав. Така да тај извонреден професионалец во смисла алергии и терапија и диагностика на алергии, ни беше драго што ни беше гостинка со незиниот цел тим. Симпозиумот беше доста успешен, имаше 14 меѓународни предавачи, сите експерти во оваа област, каде што и се споделија со нашите доктори, со нашите искуства и мислам дека беше многу големо искуство и задоволство сето тоа да се одржи, да се организира и да се слуша. Така, навистина успешен симпозиум и екипата на Телма Амбуланта и на 0М+ беше таму. Ние имавме исто така задоволство да разговараме со професорката Туркалј. Во продолжение на емисијата ќе го погледнете токму интервјуто со неа. Ние се концентриравме на оралната имунотерапија кога станува збор за алергии на храна во детска возраст. Професорке, јас тука ќе ви заблагодарам за вашето денешно гостување и за сите совети што ги поврзавте со алергиите што би можеле да се јават во престојниот летен период. Благодарам. А ние продолжуваме понатаму, ќе го погледнете интервјуто во целост. Професор, ќе расте бројот на алергии во детска возраст. Но што денеска децата се најчесто алергични? Imamo sve više problem sa alergijama i sve više alergične djece. Djeca su alergična najčešće na ono što udahnu, to se zovu inhalacijski alergeni, i ono što pojedu, to se zovu nutritivni alergeni, odnosno alergeni iz hrane. Danas se i jedna i druga alergija sve više javljaju kod djece i počnu vrlo rano. Kod djece koja se već u dojenačkoj dobi, koja naslijede sklonost da će razviti alergiju, mi to zovemo imaju atopijsku predispoziciju, kod njih se prvo alergija pokaže nakon što se počne uvoditi određena hrana. Tada se počne javljati alergija nerijetko kod djece na koži, pa se javlja atopijski dermatitis i javljaju se simptomi alergije na hranu, pa se onda pojavljuju različiti osipi, ne samo dermatitis, nego urtikarije, pa čak i opasne reakcije koje se zovu anafilaksije na hranu. Poslije, kako dijete raste, se ta alergija na hranu kod neke djece preraste i izgubi, a kod neke ostane ili se pojača. Mi danas znamo na koje alergene se češće preraste alergija, a koji alergeni ostaju i vrlo rijetko se prerastu kako dijete raste. Najbolja je perspektiva za alergiju na mlijeko. Znači, to djeca, većina njih kako odrastaju, izgube. Stvore toleranciju na hranu, na mlijeko. Nažalost, na primjer, na kikiriki
plodove mora, ribu, djeca ne izgube alergiju, nego se ona pojačava i ostane cijeli život. Kod takove djece koja imaju to nasljednu sklonost da se alergija održi, razvija i tako dalje, se udruži sa alergijom na inhalacijske alergene. I onda oni počinju se javljati sa simptomima na dišnom traktu i imaju simptome teškog disanja, piskavo dišu, teško dišu i javljaju se poslije simptomi alergijskog rinitisa i konjuktivitisa. Tako da se i razvija alergija na ovo što udišemo, najčešće su to grinje iz prašine, i što udišemo iz vanjskog okoliša, to su peludi. Ljudi koji imaju kućne ljubimce imaju veći rizik da će razviti alergiju na mačku ili psa. Interesantno je da oni koji imaju više mačaka i više pasa manje razvijaju alergiju nego one koji imaju jednu mačku i jednoga psa. I sad to je jedna sasvim druga teorija zašto se to događa. Ali u svakom slučaju, ono čemu smo izloženi, to je veći rizik da ćemo postati na to alergični ako za to imamo sklonost. Споменавте дека генетиката е главен фактор за појава на алергии во детска возраст, но што е со претераната хигиена или пак со присуството на микропластиката во храната, во водата и во средината околу нас? Ovo što ste lijepo rekli, zapravo ta higijenska hipoteza života u kojem mi smo napravili oko nas jedan sterilan okoliš u kojem nema bakterija, zato se niti parazita. Se zato zove higijenska hipoteza, ali smo napravili i okoliš koji je štetan za nas. I mi živimo sada izloženi oko nas česticama koji na nas imaju štetan učinak. Uništili smo dobre bakterije koje su nas štitile i to se zove ta poremećena disbioza. Uništili smo naš mikrobiom. Nemamo dobre bakterije koje nas štite, a antibiotikom smo nerijetko i uništili te zapravo dobre bakterije i taj antibiotik koji se često daje i kada ne treba je napravio tu još dodatni problem za alergične bolesnike. Znači tu smo napravili problem. Drugo, živimo u okolišu koji smo poprilično dodatno uništili jer je on onečišćen, ima dosta zagađenja u zraku i imamo okoliš u kojem u tom onečišćenom okolišu ne samo da imamo alergena, nego imamo čestica koje te alergene nose. Danas se misli da je jedna od teorija zašto se razvijaju alergije izloženost mikro i nanoplastici. I nano i mikroplastika na sebi služe nerijetko kao nosači ili za bakterije ili za alergene i onda potiču naš imunološki odgovor da bi, i to na krivi način, da bi onda na taj način favorizirali razvoj alergija. Mi upravo sada radimo na jednom takvom projektu koji se zove Intox, projekt u kojem upravo gledamo koliko izloženosti mikro i nanoplastici kroz hranu. Tako je, sada je u tijeku taj projekt, koliko ona može doprinijeti da se razvije astma ili alergija na hranu. Pa onda gledamo kad smo izloženi udahnutim česticama mikro i nanoplastike ili kada jedemo hranu koja je bila u plastici, tako spakirana u plastici ili podgrijavana u plastici ili pijemo vodu koja je iz plastičnih boca i gledamo koliko doista osobe koje žive na način da češće koriste plastiku imaju više plastike u sebi. Mi možemo analizirati količinu plastike koju smo izloženi u stolici djece, u krvi djece i onda to povezujemo sa alergijom. Tako da je taj projekt u tijeku i evo, za recimo 2 godine očekujemo ozbiljne rezultate, pa ću vas izvijestiti koliko to ima veze sa alergijama. Има разни препораки кога најсилните алергени треба да се внесат во храната кај децата. Дали треба да се одложува или пак што порано да се внесат глутенот, јајцето или пак јагодата? Dakle, bilo je oko toga određeni kontroverzi. Zadnje preporuke da ne treba odgađati uvođenje hrane, čak ako se odgodi uvođenje hrane, veća je šansa da će se razviti alergija nego ako se na vrijeme uvede. Sad, to nije tako jednostavno reći svakom djetetu, posebno ako je dijete već razvilo neku senzibilizaciju.
Znači, jer ono se može preko mame senzibilizirati na određenu hranu i takovoj djeci onda ne možemo reći dobro je da čim prije uvedete tu hranu, ali drugoj djeci koja još nisu razvila senzibilizaciju, na primjer na kikiriki, treba preporučiti da se uvede kikiriki. Obično govorimo ne može uvesti zrno, jer malo dijete, ali govorimo onaj maslac od kikirikija, da onda može se na taj način, to se zove naučiti imunološki sustav da na taj kikiriki ne reagira. To je zapravo, danas se zna koji je mehanizam otprilike tog razvoja tolerancije. Kada unosimo određenu hranu rano, kada učimo naš imunološki sustav i kada je uzimamo na usta u našem probavnom traktu, našem gastrointestinalnom traktu, se potiče imunološka tolerancija. A obrnuta je situacija ako smo izloženi alergenima, na primjer preko oštećene kože ili preko dišnog trakta, tada potičemo razvoj senzibilizacije. I danas je jedna od ključnih teorija koja pokušava objasniti razvoj alergija, teorija poremećene barijere. I zato djeca koja imaju atopijski dermatitis, koja imaju lošu i oštećenu kožu, ne moraju nikada pojesti, na primjer, kikiriki i jaje, a na njih su alergična, jer su ona preko svoje kože, koja je oštećena, i zrakom. Danas, vi kad kuhate kod kuće ili ste izloženi, uvijek u zraku imate masu alergena. Znači, ne morate ga pojesti, nego preko kože i on je ušao i dovoljno zapravo da potakne alergiju kod tog djeteta. Колку време по внесот на алергенот преку храната може да се јави алергија кај детето? Ovisno na koji dio alergena je dijete alergično. Danas to zovemo komponente alergena. Ako je alergično na komponentu koja, to se zove storage protein, znači koja je vrlo stabilna termički, tada se ta djeca, kada pojedu taj alergen, ako je na nju baš alergično, vrlo brzo razvija alergijska reakcija. I onda je to alergijska reakcija u roku par minuta, to je anafilaksija. Tada su to vrlo opasne. Kod ovih drugih koji su alergični na neke druge komponente, reakcija se može raditi sutradan. Znači, ne da je samo odgođena nakon nekoliko sati, nego može biti kasna, pa može im samo pogoršavati atopijski dermatitis. I onda će to tek primijetiti nakon 48 sati, na primjer. Tako da zapravo, ovisno o tome, zato danas i kažemo da su alergije svakog bolesnika drugačije. I to se zove personalizirana medicina ili precizna terapija. I zato danas kada provjeravamo na što je tko alergičan, u toj novoj dijagnostici se traži da se detektira na što je točno alergičan, ne samo koja vrsta alergena, nego i podvrsta ili pojedina komponenta, posebno ako imamo podatak da ima neku opasnu reakciju. Tada nam je to jako bitno, jer onda moramo upozoriti da on ne smije pojesti ni vrlo male količine tog alergena, jer je šansa da će se ponoviti reakcija velika i da će ona biti po život opasna. Има нови иновативни пристапи во лекувањето на нутритивните алергии кај децата. Што е тоа орална имунотерапија? Upravo za takovu djecu je ta terapija izbora. Oralna imunoterapija. Imunoterapija to znači kako vakcina, nešto, što je to? Znači, šta je zapravo imunoterapija? Znači, morate dokazati da je neko doista alergičan, morate dokazati na koji način je alergičan i na koju komponentu, i intenzitet i koju komponentu, da onda procijenite rizik kada će biti izložen i onda da procijenite da li je njemu onda indicirana dodatna terapija.
Znači, da li je dovoljno da on samo izbjegava, pa će biti šansa da će se reakcija dogoditi vrlo mala, ili doista danas ne možete, ako je izrazito neko alergičan, ne možete do kraja izbjeći izloženost vrlo male količine alergena. Jer obično roditelji pitaju što će moje dijete ići na hiposenzibilizaciju ili imunoterapiju na kikiriki kad on ne mora jesti kikiriki. Međutim, ako je to dijete tako jako alergično na kikiriki, sasvim mala količina alergena će ugroziti takovo dijete i zato se takovo dijete stavlja na hiposenzibilizaciju, odnosno na oralnu imunoterapiju. U takovim slučajima šta mi radimo? Znači, taj alergen na koji smo dokazali upravo ovakav tip reakcije, mi ga procijenimo u kojoj najmanjoj količini on ga može tolerirati i potom se postupno povećavaju doze tog alergena u obično 2 ili 3 tjedna intervalima, tako da taj alergen se obično tada nerijetko miješa sa nekim nosačima, znači znamo praviti, mi to kažemo djeci kolačiće ili matine i onda oni jedu vrlo male količine tog kolačića i matina svaki dan i za 2 ili 3 tjedna dođu na postepeno povećavanje doze. Tako da postepeno dolazimo do doze proteina tog na koji je on alergičan, minimum na 300 grama, znači miligrama, prvo miligrama, a onda pokušavamo bar doći do 6, otprilike grama, da bi bili sigurni da on, kada bi pojeo tu malu količinu, ne bi razvio reakciju. Znači, mi na taj način učimo naš imunološki sustav da on postepeno postaje tolerantan na taj alergen. I to je danas zapravo dokazano sa takovim postepenim povećanjem doze. Mi možemo kod velikog postotka djece doći do doze koja se smatra da je doza rizika, to se zove threshold ili granična doza, to je obično 300 mg kada bi određenog proteina, na primjer kikirike ili jajeta, kada bi slučajno pojeo u tragovima, znači kada bi jeo nešto iz trgovine, pa se kaže tamo ima tog alergena u tragovima, da mu se ne može dogoditi reakcija alergijska. I to danas uglavnom funkcionira kod svih. Kada dođemo do zadnje doze, za kikiriki obično smo dovoljni do razine da dođemo do tog praga. Kod mlijeka i jajeta, kako se to smatra bitnom hranom, pokušamo doći do pune doze. Ona je otprilike oko 6 grama. Kada dođemo do te zadnje doze, kada oni nisu imali reakcija tijekom minimum 3 mjeseca te održavajuće doze, oni se naruče ponovo na provokaciju da se vidi kada mu damo, dakle, puni obrok jajeta ili mlijeka, da li će on imati reakciju. I onda je uspjeh takovih doista visok. Mi smo izrazito zadovoljni kako naši pacijenti kroz to vrijeme postepeno postignu toleranciju. Tako je, znači ovako, svako povećanje doze, znači svaka 3 tjedna, na primjer, dođu tu u bolnici pod kontrolom, dobiju tu veću količinu. I onda ih pratimo minimum 2 do 4 sata u bolnici, tako da on u prvu fazu, svako kada se javljaju najopasnije reakcije, bude pod kontrolom. I onda ih puštamo kući, ako nije imao reakciju na toj dozi, onda je nastavlja svaki dan redovito uzimati tu količinu narednih 3 tjedna. Da li alergijskата reakcija mora da bude mnogo intenzivna za da se sprovede ovoj tip na oralna imunoterapija ili može kaj poblagi formi da rečemo alergija na jajce da se... Dobro, možemo i to. Tada oni obično toleriraju, znači što je uvjet? Da je ta ipak alergijska reakcija takova da ona izaziva ipak njemu sistemske nuspojave. To znači on dođe na provokacijski test. To se zove dvostruko slijepi, placebom kontrolirani provokacijski test. To znači niti doktor, niti pacijent u tom dvostruko slijepom, znači dobiva ta alergen da što objektivnije procijenimo da li on doista na njega alergičan i na koju dozu. I onda ako mi dokažemo da on u takvom testu ima alergiju, ona može biti blaga, ali ima alergiju, onda ima smisla provesti. Ako nema, onda on može jesti. Onda mu nema potrebe provoditi imunoterapiju.
Takovi obično onda na predzadnju ili zadnju dozu znaju odreagirati, pa su oni vrlo brzo zapravo riješili svoj problem, tako da im je ta priča za njih zapravo najjednostavnija. I tako se riješe svoje alergije. Оралната имунотерапија се спроведува во многу земји во светот. Тоа се случува и во Загреб, во болницата Сребрењак. Колку време ваков тип на терапија спроведувате и што велат резултатите? Mi smo to znači uveli zadnjih 6-7 godina, postepenu rutinsku praksu. Danas je to terapija koja je prihvaćena i najviše istraživanja provedeno za 3 glavna alergena iz hrane. To je mlijeko, jaja i kikiriki. Na to najviše imamo mi nešto na recimo pšenično brašno, na druge lješnjake ili druge orašide. Imamo iskustva i sa tim, ali to su rijeđi slučaj. Ovo su i najčešće alergije i to najčešće i provodimo. Се случува ли пациентите да се откажат од проведувањето на терапијата? Imamo mi pacijenata koji nažalost nisu tolerirani vrlo male doze, nego su imali nuspojave. Znači svaki put kad bi pojeo vrlo malu količinu, odmah bi se osuo. Imao bi reakciju ili bi imao bole u trbuhu i tako dalje. To su oni koji su izrazito jako alergični. Takovim, posebno ako su roditelji motivirani, provedemo, to se zove premedikaciju. Ta terapija uključuje biološku terapiju. Znači prije toga, prije nego što krenu sa oralnom imunoterapijom, im se daje, najčešće se koristi omalizumab. To je anti-IgE monoklonsko protutijelo koje blokira ove IgE molekule tako da smanji reaktivnost preko IgE-a i da mu šansu da reagira, da tolerira nešto od te namirnice koje mi želimo njemu uvesti u imunoterapiju, a smanji rizik pojave nuspojava. I onda na taj način imamo priliku da onda i takvim bolesnicima provedemo imunoterapiju. Što treba da se napravi kај нас во Македонија, во нашите педијатриски болници за да почне да се спроведува oralna imunoterapija? Dakle, mi dobro surađujemo sa vašim liječnicima tu iz Makedonije i oni su bili već kod nas na edukaciji za neke druge segmente. Sada je u planu da će doći i na edukaciju i za oralnu imunoterapiju, tako da treba dobre volje i mislim da će sve ovo drugo postepeno doći. To se doista nauči, mi smo to također učili ja sam dio tima, zapravo i to jednog velikog europskog projekta koji je bio uključen za testiranje prvo i uvođenje dvostruko slijepih placebo kontroliranih testova, to je bio Europreval, potom je bio jedan IFAM projekt i onda iz toga se stvorila zapravo dobar konzorcij gdje stvoreni su temelji da se uvede i ovakova terapija koju sam u ovoj našoj regiji ja pokušala također našim pacijentima ponuditi kao opciju liječenja. Da li se točni testовите преку крв кои што докажуваат или пак исклучуваат алергија во детска возраст? Da, nema danas više dobne granice. Znači, svako od kog možete uzeti krv, možete mu napraviti analizu. Tako što se toga tiče može i to je danas, upravo smo danas imali o tome i prezentaciju. To su metode koje su danas u rutinskoj praksi dostupne i standardizirane. Najčešće primjenjivani test se zove Isaac Immunocap, se test zove i onda na 112 tih komponenti iz alergena vi možete dokazati iz malo krvi, recimo 100 mikrolitara, dokazati koliko je on senzibiliziran i na koje od ovih komponenti i koje od njih su komponente koje su za njega opasne, tako da možete imati taj profil alergena i to se može iz krvi napraviti. Znači nema potreba da se pravi kožan test? Znači ne mora, nije nužno prije toga. Obično počinje osnovna obrada sa kožnim testom, ali nije nužno. Kod neke djece se ne može napraviti kožni test, ima izrazito loše promjene na koži, ne možete iskinuti s lijekova, pa onda to utječe na samu interpretaciju testa i tako dalje. Kod nekih koji su izrazito jako alergični, čak i kožni test može biti problem, onda se njima radi samo krvni testovi, znači oni se mogu doista bez problema učiniti.
Nadam se da će se i u Makedoniji ponuditi i takvi testovi. Mislim da trenutno nisu dostupni. Oni se kod nas uveli se rutinski, mi smo međuvremenu još proširili s nekim još dodatnim testovima da bi povećali i senzitivnost i specifičnost testa. Da bi imali što egzaktniji podatak, da onaj rezultat kojeg dobijemo možemo što objektivnije interpretirati kao za pacijenta zapravo bitan pokazatelj alergije. Postoji li neki način da se prevenirate alergijite во детска возраст? Дали мајката долго време го дои бебето, може да биде заштитено? Има ли нешто што може да помогне? Ono čega smo danas ipak svjedoci, da ništa od tih zapravo intervencija nije moglo zaustaviti razvoj alergije. Znači, postoje neke intervencije koje mogu ili odgoditi ili smanjiti zapravo. Često se pričalo koliko bi, na primjer, za dojenjem mogli smanjiti rizik da će se javiti alergije. Pa, nažalost, ne možemo dokazati da mame koje su više dojele u odnosu na mame koje su manje dojele imaju manji rizik od razvoja alergija. Znači, ne možemo ni to dokazati. Znamo šta sve dojenje može pomoći i ima svoje protektivne učinke, bez daljnjega. Ali da će samo dojenjem se uspjeti zaštititi neko od alergija, nažalost ne možemo reći. Pa onda postoje brojne studije o tome da li majčina prehrana tijekom trudnoće može prevenirati razvoj alergije. Onda se tu pričalo o vitaminu D, omega-3, masnim kiselinama i tako dalje. Čini se da bi možda tu vitamin D mogao imati za sada prema studijama protektivni učinak na razvoj kasnije astme i pogoršanja plućne funkcije u djece koja poslije razviju u kasnijoj dobi astmu. I tako, imamo nekih pokazatelja da su to neki protektivni ili ova priča sa davanjem probiotika, isto se puno priča o tome. Opet nemamo, neke studije kažu da ima učinka, neke druge kažu da to nije potvrđen učinak i tako dalje. Još uvijek oko toga nemamo konsenzus, znači nemamo ujednačen stav. U Германија одредени лекари децата што имат алергија ги праќаат на фарма. Je, ali nisu ni tu riješili sve. Ne, nažalost. Jedan profesor Čustović voli reći svojim roditeljima nabaviti si 5 mačaka, ne jednu mačku, pa kad imate u kući 5 mačaka, veća je vjerojatnost da će onda te mačke također i ta kuća u kojoj budu takove mačke imati više, to se zove lipopolisaharidnih antigena, bakterijskih, to su dijelovi bakterijskih antigena, to se povezuje tom čistoćom, jel? Da će, zato što ti lipopolisaharidni antigeni djeluju protektivno. Oni favoriziraju, mi to zovemo ovaj jedan TH1 odgovor koji je suprotan TH2 koji favorizira alergiju. Pa se onda kao na taj način pokušava uspostaviti balans. Međutim, to za jednoga važi, a za drugoga ne važi. Mi danas ne možemo tu reći svima na jednaki način pristupite prevenciji. Vjerojatno bi nekima preventivni te određene aktivnosti mogle imati učinka, a za neke druge iste te aktivnosti ne mora imati učinka. I zato i hoćemo tu priču maksimalno personalizirati, da kažemo za vas bi ovo bila opcija pa da se sačuvate da se razvije alergija. Sad smo u toj fazi, to je ta analiza personalizirana. To se govori i o personaliziranoj prevenciji, upravo to. Upravo mi zada pokušavamo zapravo kod svakog posebnog bolesnika vidjeti što je za njega ključ zašto on razvija alergiju. Ja? Da onda preveniramo da se ona dalje razvija, da dobiva tešku formu i da bolje reagira na terapiju. I to je zapravo personalizirani pristup.